Стадион, емисија за вашата вистина. Разговарајте, критикувајте, прашувајте слободно. Дебатата е демократија. Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас во наредните 2 часа Столе Наумов. Денес ќе зборуваме за македонската надворешна политика. Наш гостин во едностимено видео интервју ќе биде министр за надворешни работи Бујар Османи. За 5-6 минути ќе го слушнете веднаш тоа интервју. Јас би ве повикал слободно денеска да се јавувате во времето кое што ќе биде помеѓу тие два дела кои што ќе ги имитуваме од интервјуто и да зборувате за сето тоа што мислите дека заслужува внимание изминатата недела. А се разбира, уште една недела имаме до новата 2024 година. Може да направите еден краток поглед, осврт на оваа година која што уште малку ќе биде бивша и да кажете одредени очекувања за тоа што би можеле да го живееме во 2024 година. Краток преглед на поважните теми што можат да се најдат на денешните информативни портали. Например, приведен 60 годишен битолченец заради тоа што дома му нашле петарди. Запленети околу 7000 парчиња пиротехнички средства во Битола. Почина легендарниот председател на ракометниот клуб Пелистер Силјан Мицевски. Пендаровски да се сплотиме во напорите да создадеме праведно и хумано општество. Пакт за миграција и азил на Европската Унија има ли импликации за Република Северна Македонија? Безбедносните служби треба да изготват стратешки анализи за ова прашање со цел навреме да се носат одлуки во интерес на државата, изјава на експертот Владимир Пиоваров. ВМРО ДПМН поврзаноста и блискоста со власта од јавна тајна стана пишен услов за добивање на грант од институциите. Годината што изминува 2023 неповолна за текстилниот сектор. Комерцијална банка со 3 награди од македонската берза прогласена и за најтранспарентно котирано акционерско друштво меѓу добитниците за транспарентност и Алкали. Радев на Косово, бугарскиот председател, имате 15.000 граѓани со бугарска самосвест да бидат признаени како независна заедница. Светска здравствена организација, трагично е, во Газа организацијата бара наитно за жителите на Газа да се обезбеди итен прекин на огнот. Во Чешка ден, на жалост, за жртвите од пукањето на Карловиот универзитет во Прага. Над 40 милиони евра казна за 5 грчки банки и Асоциацијата на банки поради усогласени практики, што сака да каже се договарале и монополски настапували. Доколку имаме слушател да го пуштиме, 032-397-707-397-727 397-717, локал 104. Режија, ако го имаме слушателот веднаш да го пуштиме, се уште не се, или се исклучил. Значи, веднаш почнуваме со интервјуто. Бујар Османи, министер за надворешни работи на Република Македонија. Стадион, емисија за вашата вистина. Добар ден за господинот Бујар Османи, министер за надворешни работи. Господин Османи, ретко доаѓате во последно време, како министер за надворешни работи и немате потреба да бевте министер за земјоделие, сигурно почесто ќе доаѓате, или министер за транспорт и врски. Меѓутоа бевте за здравство, порано почесто доаѓате. Па као министер за надворешни и во Скопје сум ретко, порано сум надвор. Но доаѓав како министер за здравство често
и доаѓав 2011 во кампањата, бев носител на листа во оваа изборна Третата изборна единица, единица. третата и тогаш во Штип доаѓав, но и како министер за здравство после тоа реално не сум бил. Како пораничен министер за здравство и како лекар, не е боли ова со Штипската болница? Да, влада, сигурно некојаш сте кажале нешто. Ме боли затоа што јас ги знам лекарите од Штип. Или тие доаѓаат на специализација во Скопје и тоа се едни од најдобрите, барем во делот на хирургијата, тоа ми се пријатели. И Штип е една од така ретките болници низ државата во која што може да им се доверите било каков случај и да не се плашите дека ќе ви се врати во Скопје. И кога доаѓав и ја гледав зградата со тие високите соби за пациенти, некако не кореспондираше со квалитетот на колегите, на докторите. И од секојаш мислев дека таму треба да се направи добра болница, затоа што некако ќе се вклопи во приказната за една сериозна регионална болница. И стварно е жално што не може да се заврши толку години. Имате сега во третата изборна единица листа или зависи дали ќе одите заедно, затоа што имавте и огранок на Дуи во Штип, во Кочани прво имаше. Да, значи ние секогаш сме имале, на секој изборни циклус сме имале листа во тројка, бидејќи прво имаме гласачко тело, има албанци доста во тројка, пред се Чашка, Велес и така натаму. Меѓутоа сега уште не сме одлучиле по однос како ќе одиме Мислам дека недни коалицијски. избори бевте на граница до своите пратеник, како не се Па лажам. тоа беше кога јас бев кандидат, имав нешто околу 7.000. Меѓутоа, одзивот тогаш беше невообичаено голем до 80% во тројка, така да не можеше да се постигне тој прагот од 8.000, мислам дека тогаш беше. А и ние немавме посматрачи во сите избирачки места. Ние имавме само таму каде што имаме во Чашка и во некои избирачки места во Велес. Сега имаше спекулации дека таму каде што не сме имале, не се поништиле, меѓутоа не сакам да верувам во тоа, сепак тоа беше добар резултат. Ограноците активни се? Овие во Штип и Кочани не се баш, мислам дека тоа беше храбра одлука, бидејќи многу рано, уште 2002-2003 се иницираше таа идеја да има и ограноци и во источна Македонија, односно со македонско гласачко тело. Но, полека мислам дека одиме во таа насока да полека се рушат тие табуа дека политичките партии мора да бидат чисто етнички. Имавте успешен министерски самит на ОПСЕ, ве пофали и американската амбасадорка Ангела особено заради тоа што различни интереси, различни држави успеавте да ги донесете на едно место. Ме интересира како одеше тој процес. Лавров за прв пат беше во земја членка на НАТО. Јас дури поверував дека може да се случи нешто уште поспектакуларно и дека може би дошол крај на маките на Украина, на украинците, украинките, дека може би за прв пат ќе се сретнат тука директно Лавров и Блинкен. Тоа не се случи, меѓутоа самото доаѓање на Блинкен и на Лавров е од големо значење, иако може би странично нешто подземно и се случувало, делегациите и се стрекавале нешто, разговарале за можноста за мир. Како течеше тој процес? Дали самостојно одлучувавте, вие како лидер на ОПСЕ во тој момент, или се консултиравте цело време со нашите партнери, нашите пријатели, Соединените американски држави и Европската унија? Да. Ние во МНР уште не можеме да се освестиме што направивме. Знаете, од ракометниот надпревар што направивме. На кошарка, на кошарка е тоа во МНР се каже во моментот што направивме. Сериозно, затоа што до пред недела дена, 2 недели пред самиот министерски совет, мислевме дека е крај на ОПСЕ. Не можев јас да склопам очи затоа што кое наследство ќе оставивме на државата, дека после 50 години токму во нашето председавање пропадна организацијата. Знаете кој е тој товар за една мала држава, за мене лично, за нашата дипломатија.
И тоа беше многу стресен период, а организацијата е толку комплексна, бидејќи не е организација на истомисленици, како на пример во НАТО или во Европската унија. Тоа е организација на неистомисленици. И да се постигнат 5 одлуки во најтешката година за организацијата и за тоа да се усогласат и Вашингтон и Москва, и Киев и Москва, и Балтичките земји, беше невозможна мисија. Меѓутоа, тоа што ми е задоволство дека и го кажа во една прилика. Ние сите сме имале дилеми за нашата дипломатија. Си ги има своите слабости, како и во секоја мала држава. Дипломатијата е скапа професија. Ние ги немаме тие можности за да ги изградиме. Но сватив едно друго за кое не сум бил свесен. Дека всушност ние како општество, па и како различни сектори, еве и дипломатијата, всушност имаме сериозен капацитет. Ние немаме доволно експозиција, ние немаме доволно шанса да се покажеме. Значи, и луѓето за кои што сум имал дилеми во Министерството за надворешни работи, дали ги бива или не, значи се покажа на најдобро можно светло. Значи, кога сите видоа за каква операција се работи, за одговорноста, едноставно секој влезе со душа да заврши работата како што треба и затоа све беше безпрекорно. Значи, нас ни беше дилемата да ја спасиме организација. Значи, мене ми беше најважно да не го оставиме тој товар на државата дека ние успеавме да ја уништиме организацијата. Тоа имавте Тоа ми беше подршка и од партнерите. Значи, тоа ми беше главниот мотив. Не сме, јас дури често им реков, не сакам во мое дежурство да почине овој пациент. Она докторски кажа. И почнавме да правиме комбинации. Прво за избор на држава наследник. Естонија имаше предложена кандидатура, Руската федерација не сакаше да слуша за Естонија, бидејќи ја сметаше за непријателска НАТО земја. Ние тогаш од немање алтернативна, бидејќи почнав да барам алтернативни држави. Да патувам во сите држави да им понудам. Дури отидов и до Ватикан. И Ватикан, знаете, има мала дипломатија, тоа е мала држава. Меѓутоа му реков на министерот, дајте превземете само да не остане организацијата. И се разбира, он рече, ние немаме можности. Премала сме, дипломатија сме за да можеме да одговориме на тој. Значи, од Монголија преку Австрија, останатите земји баравме алтернативно решение. И на крај кога видов дека нема решение, се решивме ние ќе продолжиме уште една година. Но нема да ја оставиме организацијата без. Иако не беше тоа лесна одлука, затоа што имаме изборна година со 2 изборни циклуса. Сите ќе бидеме ангажирани во кампањи, една кампања, втора кампања и тешко ќе одговориме на предизвикот, а плюс е и скапа работа, самото председавање. Меѓутоа рековме ние, а ќе се покажеме како одговорни, нас ни се падна, нема да дозволиме да остане без председавач. И во последен момент, кога почнав да им се јавувам на сите министри за да не биде, да не мислат државите дека јас се сакам да бидам председавач уште една година. И решив да ги барам еден по еден и да им понудам дали вие сакате да бидете председавач за наредната година. И стигнав некаде меѓу последните ми беше Малта. Меѓу последните 3 земји за кои што немав разговарано се уште. И беше понеделник, се јавив на министерот и образложив во каква ситуација е ОПСЕ, во каква ситуација сме ние дали можеме да одговориме на тој предизвик. И се разбира, побара време да размисли, но тука веќе почна да се јават проблемите. Бидејќи Русија, еве ќе кажам отворено, условуваше дека ако не дојде во Скопје, тие нема да прифатат никаков компромис. И јас знаев дека ако дојде Лавров, Кулеба тешко ќе дојде. И отидов во Киев. Јас бев некаде во октомври во Киев по втор пат, за да разговарам со Кулеба. Можеби ќе беше да му силно, важно, моќно Зеленски да дојде, меѓутоа тоа не. Да, добро, ова е на ниво на министри за надворешни работи, ОПСЕ го раководат министрите за надворешни работи и затоа председавачот е министер за надворешни работи. Така да патував до Киев за да го убедам. Ми беше многу важно Блинкен да е тука. Ако дојде веќе Лавров. Значи, тоа беше едно толку
толку комплексна операција за да им ги погодиме желбите на секоја од 57 земји членки, за да може да ги убедиме да постигнат консензус за и продолжување на мандатот на генерален секретар, на тројцата директори на важни институции. Еве, на пример, ние сега имаме избори. Да не одлучивме во Скопје да продолжи мандатот на директорот на ОДИР, немаше да може да има наблюдувачи за нашите избори. Значи, тоа е сериозна организација. И ние успеавме овде во Скопје, оваа мала држава, оваа мала дипломатија, не само да ја спаси организацијата, туку да обезбеди председавач, да продолжи мандат за наредна година за овие четворица и едноставно да предадам една здрава организација понатаму на... Го спомена Зеленски како символика, да дојде за да му се даде поддршка, тоа го прави на други настани, иако министрите за надворешни работи ја водат оваа организација. Еве, ќе ви кажам одговорот на Кулеба, бидејќи сакам овој разговор да биде по и неформален. Ми рече, Северна Македонија се надмина и себе си по однос на поддршката кон Украина. И тоа они го ценат сериозно. Бидејќи по сите параметри, ние сме четврта земја во НАТО по воена поддршка што сме ја дали на Украина по глава на жител. Се разбира, тоа во апсолутни бројки не може да се спореди со големите држави, но по глава на жител сме четврта во НАТО и тоа покажува колку ние сме вложени во таа приказна да им се помогне на Украина. И он рече, се надмина Северна Македонија и ова би го направил само за вас. За да дојде. Меѓутоа, дозволи да се координирам со државниот врв за да видиме како тоа ќе се рефлектира овде доколку Лавров биде во Скопје, бидејќи позицијата на Украина е дека Русија треба да се избрка од организацијата. Ние им кажавме дека прво законска можност нема за тоа. Имало еднаш 92 Југославија исфрлена од ОПСЕ. Користен е принципот консензус минус 1. Да се зборуваме така. Сојузна Република Југославија. Не, 92 на СФРЈ заради тешки нарушувања на човековите права по војната Хрватска и во Босна. И тогаш е исфрлена. Меѓутоа е консензус минус 1. Значи само Југославија да беше против, можело да помине одлуката. Сега со Русија ја имате и Белорусија. Не можете да го користите консензус минус 1, бидејќи Белорусија ќе се противи. Но има и еден политички момент. Има држави и од Западот кои што сметаат дека ОПСЕ има смисла само ако е Русија таму. Бидејќи создадена е како организација за да овозможи маса за диалог помеѓу двата блока тогаш, НАТО и Варшавскиот пакт. И суштината на ОПСЕ е да овозможи диалог меѓу неистомисленици. Па не случајно втората конференција е во Белград. Ако СФРЈ тогаш. Ако не Русија, тогаш ќе биде едно ново НАТО или Европска Унија, што не е потребно, затоа што и ние имаме таква организација. И така да сумирам, навистина беше голем и историски успех. Околу доаѓањето на Лавров и околу овие алтернативите кои што биле исклучително напорни и комплицирани. Разговаравте директно со Лавров или со представници на Министерството? Јас имав дали да биде Естонија, дали може, дали да дојдат, дали да не дојдат? Обично било пракса порано председавачот да оди во Москва. Значи да ги посети и Киев, и Москва, и сите земји, најголемиот дел и Вашингтон и повеќето земји учествувачи. Јас решив да не одам во Москва, затоа што сметав дека Русија ги прекрши основните принципи на самата организација. Значи, организацијата е формирана во основа на некои обврски принципи на кои што ние доброволно сме се согласиле дека ќе ги почитуваме. И сега, и едни од тие принципи е почитување на границите на државите, на земјите членки. Почитување не мешање во внатрешните работи на Уветите на конвенција. Тоа е Хелсиншкиот финален акт, Хелсиншкиот декалог, во кој што има 10 основни правила кои што ние доброволно сме се обврзале дека ќе ги почитуваме. И Руската Федерација како земја учесничка ги руши тие 10 правила на кои што се фундаментот на самата организација. И тоа нас ни беше дилемата. Како ќе се поставиме како председавач? Руската Федерација кажуваше ние мора да бидеме чесен посредник. Ние не смееме да заземеме страна како председавач, затоа што ние сме прв меѓу еднаквите.
И мојот одговор беше, извинете, јас не сум чесен посредник. Јас сум чувар на принципите и обврските. Тоа е задача на претседавачот. Да биде заштитник на принципите на кои што се заснова организацијата. Вие сте ги прекршиле тие принципи и ја морам да бидам гласен против вас. Против агресијата што ја правите во Украина. И затоа не отидов во Москва, меѓутоа решив да имам телефонски разговор со Лавров. И имав некаде, не знам дали тоа беше септември или октомври, не се сеќавам, тогаш му понудив неколку понуди и за Естонија, и за продолжување на мандатот за една година. Тогаш зборувавте за доаѓањето, тогаш ви рече ако не дојде и за буџетот. Тогаш он индиректно најави на некој начин дека ќе биде важно таа одлука да се донесе било која одлука да се донесе во Скопје. Меѓутоа комуникација тука не сме одржувале во Скопје. Само се поздравивте, немаше разговор. Не, зборам во текот на годината решив да не комуницираме со рускиот амбасадор овде, затоа што ќе се сфати дека е билатерална комуникација. Ниту му дозволив на мојот амбасадор во Москва да комуницира на тема ОПСЕ во Министерството за надворешни работи. Туку само нашиот амбасадор во ОПСЕ со нивниот амбасадор во ОПСЕ. Значи, Джундев, мојот постојан представник нашиот во Виена, со нивниот има релативно редовни комуникации, бидејќи тоа беше во ОПСЕ контекст. И таму од Виена ни дојде абер, ако можам да кажам, дека тие нема да прифатат ни една одлука доколку не се присутни овде. И така почна таа мисија на убедување на секој дека треба да ставиме на вага организацијата или присуството. Во Скопје, освен поздравувањето, се видовте дополнително со Лавров? Да, имав средба. Колку траеше? Требаше да имам билатерална средба. Јас и он, но и после тоа да има министерот на Малта со него како иден председавач. Тоа е редовна процедура. Да, ние рековме решивме да ги споиме за да повторно за да повторно не се добие впечаток дека ние во национален капацитет, бидејќи сакаме да им кажеме на луѓето, во национален капацитет министерот за надворешни работи на Северна Македонија не би се сретнал со Лавров. Затоа што ние мора да им дадеме порака дека не можете да се однесувате против сите правила на меѓународниот правен поредок и ние да се однесуваме со вас како да ништо не сте направиле. Стварно, имаше ли шанса или до последен момент не знаевте или пак ви беше кажано дека Блинкен нема никако да се сретне со Лавров? Видете, одлуките... Ти реков тоа за Македонија ке беше и за мирот во светот на некој одлуките за билатерални средби ги носат државите. Ние спремивме логистика и за таква ако средба. дојде до тоа. Да. Бидејќи тоа ни е обврска како претседавач. Јас морав за секоја делегација да обезбедам просторија за билатерални средби. Така да спремивме и за Лавров Блинкен средба. Меѓутоа, како што и ние не сакавме да се сретнеме билатерално, и они не сакаа, ниту Европската унија, ниту Британија, дури Балтичките земји не ни дојдаа на ниво на министри и Украина, туку ги пратија своите амбасадори, бидејќи тие се поосетливи на тема Руска Федерација и сака и тие. Јас бев на мислење дека е тие добро да бидат во Скопје. Например, ако го слушате говорот на досегашниот премиер на Луксембург, он е сега министер за надворешни работи, и он беше. Значи им кажа директно во лице. Вика, мојата баба е русинка. Меѓутоа, ова што ви го кажам како човека, не човек кој што ги мрази русите. Дека ова што го правите е против било кои вредности на човештвото. И мислам дека беше важно такви да дојдат да се соочат, да бидат храбри. Да се соочат кој е ставот на и да го кажат тоа. Да. Дали ви пречи, рековте, во Украина сте биле неколку пати, Тала Джефери беше од македонските, по потекло етничко, никој не отиде. Не знам дали за тоа сте разговарале? Не сум сигурен премиерот дали беше Пендаровски. Не, Петровска дали беше, не, тоа сега Петровска, да, мислам дека од беше председателот и премиерот. Премиерот онлайн се вклучи за време на посетата на Рама и Абазович. Требаше тројката премиери да одат таму и премиерот во последен момент поради некои обврски се вклучи онлайн на таа посета. Според вас тоа се обврски или не велам дека Ковачски е русофил, ама
внимателно однесување заради рускиот сентимент кој што е присутен во Македонија, Србија посебно, па и Бугарија. Не можам Очигледно. не можам да кажам тоа, но знам дека и председателот, и премиерот, и министерката за одбрана се дел од наративот дека ние сме четврта Да, земја. јавно го потенцира тоа секој. Дека сме четврта земја на НАТО, во НАТО како поддржувач на Украина. Значи, да не сакаат тие да помогнат на Украина, сигурно дека може да ги спречат тие одлуки. Така да немам дилеми дека ништо помалку од мене или од Талат Џафери се зошто е тоа? Не само заради тоа што ние сме стратешки партнери со Америка. Не само заради тоа што ние сме дел од НАТО и дел од Западот и како цивилизација. Затоа што ова што го прави Русија во Украина е империалистичка амбиција. Значи тоа нема никакво друго објаснување освен како беше порано во империите, кога немаше меѓународен правен поредок. Поголема земја, Отоманска империја, Русија, не знам, Римско царство ги окупира околните држави. Русија е во таков филм да ја врати империска Русија. Ако ја победи Украина, нема да застане, бидејќи амбициите кои влегувате во таков филм на царска Русија, вие веќе ќе продолжите на другите држави, на балтичките држави, Да. па на останатите. И која е најслаба точка во Балканот? Западен Балкан. Затоа што има многу отворени прашања, има многу недоверба помеѓу народите, има уште отворени рани, не е во НАТО целосно, 3 држави се, 3 не се и не е во Европската унија. Значи, ранливо подрачје кое што прво ќе потпадне под тој руски притисок. И не мора да има физичка агресија, затоа што ние сме безбедни во тој дел. Ние сме во НАТО, граѓаните не треба да се плашат дека било кога странска војска може да ни влезе во оваа држава, заради тоа што тоа е исто како да влезе во Велика Британија или во НАТО. Но ќе ги користат разликите во Балканот, ќе користат прокси играчи, ќе користат хибридни начини за да не дестабилизираат. И затоа е многу важно да и се помогне на Украина, затоа е многу важно Украина да победи. Кај ги сместивте луѓето? Ние имаме 4 хотели со сместување со капацитети над 200 соби, така да се изразам. А имаше многу луѓе. Стигна, затоа што Скопје нема кој знае колку хотелски. Да, имаше околу 1000 луѓе, 76 држави. Идејата ни беше прво само министрите да ги сместиме во Александар Палас, бидејќи е во безбедносниот периметар на салата Борис Трајковски. И нема да има многу движење, полесно ќе биде и за полицијата. Меѓутоа, они не прифатија да бидат без нивните делегации, што е нормално, дека не сака министер да биде сам во хотела, да не биде придружната екипа. Така да они се распределија. Например, Лавров беше во Хилтон, германците Не беше во Русија или Москва, како се вика? Не, во Хилтон беше. Дел од делегациите беа во Парк, дел во Мериот, поголем дел во Александар Палас, така да овие поголемите хотели ги покрија потребите, а делегациите беа распределени на секаде. Од аспект медиумски, заинтересираност, покриеност, немаше светски медиум каде што не беше спомената Македонија, Скопје, самитот на ОПСЕ. Во туристички аспект, сега не во тој момент, меѓутоа пред, после тоа, мислам дека недоволно го искористивме тоа. Направивте ли средби со граначалничката Данела? Дали во таа насока размислувавте или бевте преокупирани со други гели? Од туристички аспект, бидејќи ние плативме само за шефовите на делегација. Значи само за 76 луѓе плативме ние за хотелите. Сите други од тие 1000 платија сами. И направете проценка, сигурно над 1.000.000 евра се влезени во државата во тие хотели. Зборувам се конкретно тоа, зборувам за препознатливост. Кога се зборува за трошоците, забораваме дека имаше и влезна импут на средства во тој процес. Сега, бидејќи секоја делегација имаше свој лиезон офицер од Министерството за надворешни работи. И тие беа инструирани за да им понудат
доколку сакаат да се движат низ Има вршета. градот. Дел од нив да, но бидејќи многу е динамична сега меѓународната сцена. Знаете, јас 2 дена пред Советот бев прво во Барселона, од Барселона во Брисел на НАТО, се врати во Скопје и утре дента беше Советот. Значи ниту јас како домакин не бев во Скопје, а камоли министрите од други држави кои што од таму, на пример, Блинкен и Камерун отидоа за Дубај бидејќи беше КОП самитот во Дубај. И затоа мислам дека немаше многу простор, но дури кажува дека сме постигнале рекорд за носење на делегациите од авион до сала. Било тоа рекорд на сите министерски совети на ОПСЕ до сега. Бидејќи обично заглавуваат по сати чекање, 2 часа, кај нас имало рекорд од неколку минути од аеродром Петровец до хотел, затоа што беше све организирано безпрекорно и тоа беше за пофалба и за МВР и за сите служби. Аглер ве пофали, ама во интервјуто и ве опфати со сомнежите, односно со реченицата Македонија има епидемија од корупција. Тука сигурно мислиш и на сомнежите кои што беа искажани, изразени јавно и на организацијата на потрошените пари за самитот на ОПСЕ. Мислам дека не. И уште едно прашање. Не. Мораше ли да биде фирма која што важи за блиска до ДУИ и мораше ли да биде Албанец на крајот на кришта? Имаше ли други фирми? Да. Прво не опфати и не воопшто не ни инсинуираше. Агелер, бидејќи Агелер е во Не, директно нема епидемија на бидејќи е корупција. запознаена со процесот. Видете, во тендерските постапки не одлучува министерот која компанија ќе има најповолна понуда. Па интересен беше моментот и со Књаз Милош. Сега, ако веќе албанци ќе инсистираат на некоја друга вода, не знам се. Видете, значи има електронски систем за јавни набавки. Таму во системот се пријавуваат компаниите. Ние немаме пристап, ние не знаеме што понуди ќе се отварат на денот на отварање. Кога се отвараат понудите, тоа е фактичка состојба и фирмите гледаат кој што понуди. Кога се пишува тендерот се прави, така викат антикорупција. Не, затоа што да би имало насочувачки критериуми, немало да има многу понуди. Тука ние имавме 4 понуди, од кои што најефтината, ова што победи, беше 93 милиони денари. Знаете ли колку беше најскапата? 374 милиони. Или не би. Во Скопска, не е коректно да го кажам името за да не им правиме штета. Значи, втората беше 120 милиона, третата беше 230 милиона, четвртата беше 370 милиона. Значи, замислете разлика, 93 милиони и 370 милиони. Сите 4 ги исполнуваат условите. Сите 4 ги исполнуваат. Критериум ви е најниска цена. Околу водата, нели беше промотивно подобро македонски води да има? За водата не сум во текста. Па добро е. Па слушам. Некаде се видело Књаз Милош, па се зборуваше, мораше ли да... Кој води стоја пред... Прв па слушам, не знам ни од каде се стана. А може би јас сум. Да, не знам Ама каде. го имам сретнато на Фейсбук, на Да, ја не сум социјалните забележал, мрежи. ви кажувам искрено прв пат. Не, ама еве како размислува интересно, зошто да не беат сите македонски фирми да... Затоа што немате таков начин вие да селектирате. Отварате на процес на јавна набавка, тој што ви е најефтин, тој мора да го изберете. Немате начин вие да изберете друг освен најефтиниот, ако ги исполнат критериумите. Фактот дека имаше 4 компании кажува дека процесот беше отворен за сите. Да. Разликата во цени кажува долно. И плюс што направив јас? И наредниот ден целата документација во антикорупцијска, целата документација во обвинителство. Бидејќи не сакав да излезе да се наруши имиџот на државата, дека во таков голем светски процес ние ќе ставиме дамка на ова. Така да наистина тука нема многу чиста ситуација и тоа прашајте ги во антикорупцијска, пошто они го имаат предметот, прашајте ги во обвинителство. Да продолжиме со тендерите. Споменавте во една прилика дека добар механизам за почитување па и за следење на луѓето, на компаниите кои што се ставаат на црната листа е
на нив да им се забрани учество на тендери, конкурси кои што допираат до јавните пари. Значи, следната тема, црните листи. Ти ми го образложите тоа кратко, ето јас во тој контекст ја прашам. Зоран Заев го бранеше јавно Ангјушев и кажа дека верува, оти он ќе докаже дека е грешка тоа што го ставиле на црната листа. Ахмети, вие како Бујар Османи, молчевте со Мерко. Дали се плашите, дали мислите дека е залудно или караванот си врви? Прво не се согласувам. Која и да е црна листа, не се постапува. Како мислите молчев? Па не застанавте во одбрана на Мерко, како што застана Заев. Ние го исклучивме од... Значи, вие си ја признавте вината, Заев? Не признавме вина, туку видете. Соединените американски држави се наш најголем стратешки партнер. Јас сум убеден, иако премногу тоа го повторувам, дека позади секој успех на оваа држава има американски печат. Тој јас го И мислам. дека без американска поддршка ние немаше да бидеме тоа што сме денеска. Функционална, мултиетничка демократија, членка во НАТО, кандидат за членство во Европската унија. И видете, Соединените американски држави немаат никаков интерес да трошат нивни ресурси, да трошат нивно време за да се занимаваат со нашата корупција овде. Меѓутоа, они очигледно гледаат дека ни треба помош. Гледаат дека корупцијата го јаде општеството. Приказната во која што тие инвестирале 30 години се уништува заради таа епидемија на корупција. И ние само можеме да бидеме благодарни што они покрај сите предизвици што ги имаат во светот, тие се најголема сила која што во сите 190 држави имаат големо влијание, се занимаваат на толку ситно со нашите со таа епидемија на корупција и навистина немам никаква сомнеж во нивните намери, па во нивните извештаи. Јас еднаш ги прашував во Вашингтон каква е процедурата за ставање некого во листа. Значи, они ми рекоа, треба да помине низ толку правни механизми И филтри. Бидејќи не смее, ми викаат, да се дозволи утре некој да докаже дека не било така и да евентуално Довербата ќе падне. Значи, вика, милиони се тоа правни механизми кои што агенции и луѓе низ кои што поминува секој кандидат, за да State Departmentот, бидејќи има два вида, тука често се мешаат, значи State Departmentот дава забрани за влез, за бизнес, финанси, Министерството за финанси нивно, односно Трезорот, дава такви економски санкции кои што потоа следат. Јас мислам дека, видете, кога го иницирав стратешкиот диалог со САД, го иницирав тогаш кога имавме криза во односите со Бугарија, не одеше со нив, сметав дека нема да ги почнеме преговорите и разговаравме што ќе се случи ако прекинат преговорите комплетно. Кој ќе не мониторира нас? И тогаш рековме, еве со стратешки диалог со САД ќе имаме механизам плюс за мониторирање, за следење, за борба против корупцијата, но не само тоа. И еднаш реков, процесот на преговори со Европската унија и стратешкиот однос со САД се двете краци на ножицата која што треба да го сече злото во оваа држава, вклучувајќи ја пред се корупцијата. И затоа немам дилема дека кој и да е во таа листа, дека тоа не е тенденциозно, нема намера за политичко влијание и треба ние да имаме механизам за автоматско отварање на истраги. И ние, Министерството за надзор... затоа е разочарана амбасадорката. За Мерко ќе застарат. Значи, најверојатно, ништо не е постапено, не се разбуди обвинителството, имаше некој обид. За Ангјушев нема ниту една пријава, за другите исто така застанува. Ние веќе подготвивме прв драфт. Непостапувањето на институциите го спомена неколку пати. Да. Ние како МНР подготвивме прв драфт за предлог закон, во кој што и американските санкции би ги нивелизирале со европските рестриктивни мерки, бидејќи кај европските рестриктивни мерки постојат механизми со кои што се активираат такви и државни, локални механизми овде.
Но не Како постојат, врска, да, добро. не постојат такви за американската листа, бидејќи се нови, тие се нови Кој инструменти. е поентата? кои што- Автоматски истрага, автоматски да се постапи од страна на македонските институции? Да, да се информираат институциите, финансиски, да се информираат обвинителства Да се и да тие- добијат доказите за кои што и велат тие- дека ги и имаат. Тие се должни веднаш да отварат и формално Тој ќе помине. формално истрага. Утре имаме една координација интересорска да видиме како тоа ќе се вклопи во Не треба и во нашиот кривишен закон, во не нашиот правен систем. Така да јас имам еден драфт. Има меѓутоа, расположение за тоа. Мислам дека има расположение, сега многу е важно како ќе се вклопи во правниот систем. Да, во што дозволува уставот, што дозволуваат законите и затоа една интересорска група утре ќе расправа за тоа. Тендерите да ги завршиме со една вест која што за мене е во рубриката верували или не. Фирма од Зајаз да не добие тендер од Бујар Османи, односно од Министерството за надворешни работи. За ова да не е маркетиншки трик, еве да покажете пред јавноста, еве дури од Зајаз, дури од Ахмети, нека е, ама ако не ги исполнува условите и ако не е добра, ние нема да ја дадеме Не, тендер. видете, јас имав реакција денеска, Министерството имаше одговор на тоа соопштение. За градење на Што се случува? амбасада. Значи, отвараме јавна набавка за реконструкција на отварање на конзулат во Цирих. Добивме од Југославија, од суксесија, Аха, во наследство. во центарот на Цирих, Тоа супер. зграда која што е заштитено со културно наследство на Швајцарија. Значи, од тоа ниво на зграда каде што било сместена југословенскиот вредност, конзулат. И сакаме да отвориме конзулат таму и да се реновира. Ги отвараме понудите, јас искрено очекував да се тоа компании од Швајцарија, за да полесно им биде од Цирих, кој што ќе... И имаше една понуда, две понуди за едниот дел од Зајаз, Евроинвест, и втора за мебел и Евроинвест и уште една друга. Значи имаше конкуренција. Баравме дополнителни документи согласно закон, ги исполнуваат сите услови. Реално, дилемата ми беше дека ако потпишам во овој предизборен период одлука за компанија која што доаѓа од Зајаз и ќе почнат и медиуми и да врзуваат со председателот на партијата, па јас доаѓам од таа партија, после тоа што се случи со Евровија за Борис Да, Трајковски. политичкиот печаток И- и јавниот не треба да е пречка, ако тој ги Знам, заслужува. но се уште има простор. Меѓутоа, ви кажувам искрено дека јас закочив на некој начин процедурата додека не ми обезбедат сите можни гаранции дека нема некаков конфликт на интерес. Побаравме дури и дали се донатори. Нема е роднина на Ахмети, не од семејството или? Значи нема никаква врска според тоа што сега ги прибираме тие информации. Комшија, нешто. Мене тоа ми е важно. Значи прво, согласно закон не треба да се бара дали се донатори на партиите. Бидејќи донаторите на партиите не треба да ги криминализираме. Тоа се општествено одговорни компании кои што согласно закон донираат. Лошо е да донираат незаконски, под Проблемот маса. беше кај нас што со донирањето бараа после да им се врати. Меѓутоа, еве бидејќи заради осетливоста опрска за партијата. заради осетливоста на јавното мислење и тоа им побарав. Ке им побараме дали имаат некаков конфликт на интерес со било кој од политичките субјекти овде. Бидејќи ова е предизборен период, сигурно нема да дозволам да се прекрши законот, но мора да се штитам и јас од оваа канонада на некоректна реакција кон се што се прави во Министерството за надворешни работи. Значи, нит ги знам луѓето, нит сум очекувал дека некој од овде ќе конкурира. Очекувањето ми беше дека некој од таму е попрактично, некој што има фирма во Цирих дека ќе ја реновира зградата. Дека од тука некој ќе оди, тоа е нивна одлука. Они ќе треба Да си обезбедат, да си обезбедат. Меѓутоа за тоа беше таа реакција и јас реално требаше до сега да донесам одлука и компанијата за тоа реагира. Но еве јас морам да се заштитам и политички, не само законски. На крај краишта и ние сме луѓе и не ни е лесно да ги читаме тие вести по портали во кои што се не обвинуваат и ние имаме и семејства и сите се вознемируваат на било какви лажни обвинувања. Стадион. Емисија за вашата вистина.
Новата година е на прагата, со неа и безброј нови можности. Не губете време. Аплицирайте за кредит од 5.000 до 150.000 динари на 15505 или во една од нашите филијали. Подаруваме 6 мобилни телефони, 6 таблети и 3 лаптопи. Флекс кредит. Пари за секого. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 607777. Канал 77.mk. _. Facebook. Канал 77.mk. _ YouTube. Првиот дел од интервјуто со министрот за надворешни работи Бујар Османи го слушнавте. Сега малку коментари ваши, прашања по било која тема. Во меѓувреме, најнова вест што стигна, собранието на пленарна седница го избра новиот состав на антикорупцијската. Тоа ни беше тема минатата сабота. Судијата Софија Спасова Медарска, двајца досегашни советници во антикорупцијска комисија, Бијана Каракашева Шулев и Бесник Джемаили и ревизорите Зоран Богоевски и Цвета Аристовска и Серве Демири се избрани за членови, знаете, председател Татјана Димитровска. И уште нешто ќе ви прочитам интересно. Објавен тендерот за третата фаза од пругата кон Бугарија. Едно истражување на Market Vision. Според ова истражување последно, Мицкоски и ВМРО ДПМН во сериозно водство пред останатите партии. Конкретно што кажува ова истражување. Прво за лидерите на партиите, Мицкоски има 12,9%, Али Ахмети 6,65%, Ковачевски 4,25%, а Пасиев има 3,50%, Максим Димитриевски се појавува со 2,10%, Билка Сами од БС 1,10%, другите некаде околу 4,15%. Меѓутоа, внимавајте, ниту еден одговориле над 57%, 57,30% од испитаниците, а ги има некаде над 1. Не знам, одговориле 8. Значи, вкупно бројката 65 не одговориле од вкупниот број на, само да го најдеме, 1067 испитаници. Телефонска била анкетата, била спроведена од 8 до 15 декември. И уште кај партиите, ВМРО ДПМН според Market Vision, според оваа анкета, би добила, доколку сега се одржат изборите, 16,35%. Дуи, замислете, на оваа анкета на Market Vision е пред СДСМ со 5,9%, СДСМ 5,65%. Левици има 4%, Беса 1,4%. Знам, на Димитриевски се појавува на овие анкети, значи почна се појавува 1,25%, Алијанса 1%, Алтернатива 0,70%, Демократско движење на Ижет Меджити 0,2%, ДПА, не ДПТ, тоа е Демократската партија на турците, се извинувам, 0,10%, ДПА има 0,10%. Исто така, Глас за Македонија на Грчева 0,05%, ЛДП 0,05%. Сега, внимавајте, тука колкава е огромна е бројката на луѓето кои што ниту ќе гласаат, ниту сакаат да кажат за кого ќе гласаат или не знаат. Ниту една одговориле 1,8%, не сака да открие за кого ќе гласаат, 13,35%, не знам, близу 10, 9,55%, не сака да открие дали ќе гласа, 2,80%, не знае дали ќе гласа, дури 16, 15,8%, и нема да излезе на гласање 20%. Значи, вкупно, ако и соберете овие 20, 35, понатаму 45, 55, некаде близу 60%, или нема да гласат, или не знаат, уште не се одлучили, не сакаат да кажат за кој ќе гласат. Инаку од овие испитаници,
1067, некаде околу 6% изјавиле дека ќе гласаат на следните избори, што би рекло дека 60% би можела да биде излезност на наредните избори. За мене тоа е многу висока бројка, со оглед на тоа што гласачи имаме 1.800.000, а жители, речиси, исто толку, може би помалку, велат добро упателите, со тоа што сите кои што имаат државјанство, а не живеат и не мора да живеат во Македонија, имаат право на глас. Значи да не бе буни тоа, ние државјани имаме некаде околу 2,5 може би милиони, а жители, резиденти тука имаме 1.800.000. Толку имаме и гласачи. Значи, многу е мала бројката на луѓе кои што се во Македонија и кои што не дали сакат или не сакат, туку ќе бидат во можност да гласаат. Затоа што во странство по амбасадите, знаете, многу мала бројка воопшто се прејавуваат и покажуваат интерес за гласање. Така покажаа последните парламентарни избори. Добар ден. Ве слушам, повелете. Столи, јас сум во програма. Да, повелете. 032-3977-707-27, локал 104. Жал ми е што не беше во живо со овој, нали, така наречениот министр за надворешни работи. Без навреди, зошто така наречениот? Избран парламент, што сега? Абе, човек, моје право... И јас може да кажам така наречениот Тале. Чекај се малце. Добро, не е тоа ништо ново. БЦ, граѓанинот, председател и така натаму, познати се тие работи. Ајде, важи. За исто. Кажав само 2 збора, ти одма влезеш со свој реферат. Па одма ме нервираш. Абе, те нервирам, знам дека ти е мил. Османи, оти многу успешен, нели, борец за Косово како, нели, преку овсе, а за Македонија око не му трепнува. Знам дека ти е мил. Ама Тале не ти е мил. Ке слушнеш и во вториот дел, за тоа го прашувам, ајде. Сега, зборов што ми е тука, значи зборува тука за мешање на една држава, нели ја спомнува Русија, во друга држава. Ами тие од дуи терористи ве што бараја во Тирана, со тиранска платформа, потаму па да ни се мешаат и Албанија да ни се меша овде во Македонија, и овие албанизирани нели од СДС ја прифатија таа тиранска фашистичка платформа. Тоа не е мешање во внатрешни работи или во 21 век тие како терористичка организација во 21 век, нагласувам, во цивилизирана Европа тие терористи од онаа почнаа војна, масакрираа луѓе, во Бриони врзани за стуба, 20 работници ги разнеса на парчина. Цивили киднапираја свадбари што биле пред тој ден на свадба, ки сега му се нивни останки сега. И тој ќе ми зборува сега за цивилизираност. Русија била агресор. Абе, Русија е православна света земја. Во Русија се пишува на кирилично. Па и Украина е православна. Зошто Русија напаѓа Украина? Украина не те боли и она е православна. Веќе ако тоа го влечеш како битен и заеднички момент. Па дозволи. Не ти е жал за Украина? Абе, дозволи се, човек, дозволи. Па дозволувам, ама не можам до крај да дозволам да зборуваш еднострано. Не знаеш, не ти се тебе помили на овој муџахединов, украинци православни од мене. Ја ги сакам. Како може да биде муџахедина да биде православен, ајде? Шо? Муџахединов овој Руфи Османи велам. Тој му изгоре тило за словените украинци. Руфи Османи. Да. Внимавај, барем запамти го името. Не се вика Руфи Османи, Бујар Османи. Руфи беше, ако се сеќаш, градоначалник од на Гостивар. Бугар Османов е од јас. Тој користи на секоја северна. Пие мене ми пречи кога мене ме револтира говор на омраза ми мене северна. Тој ќе го прави. Ја ќе го наречам Бугар Османов. Моje право. Ако сум за него, ако сме ние северна. Оти, значи, кога ние како македонци ќе ги наречеме со името Ш, а така сами се именуваат, тогаш било говор на омраза. А кога тие упорно зборуваат северна и си прават пазар и со грци и со бугари против нас како македонци, тогаш било во ред. Ајде направиме ние пазар со срби, со грци, со бугари против албанците. Дали е во ред така? Не е во ред. Не са друго. Јас реков дека сум бил во Киев 2 пати и во Почаев 2 пати во манастири приубави во Украина. Православни светилишта се тие, големи светињи. Сега што се случува? Тие украинци, прозападни, профашистички, што
што во Втора светска војна биле на страна на фашистичка Германија и на Хитлер и што правеле масакри по Украина, тие сега исти 2014 со поддршка на фашистичка Америка направија портокалова револуција. И од 2014 до пред 2 години правеа масакри на цивили, на деца, руси во Украина. Јас 2017 бев во Киев и 2018 бев во Киев, за таа работа не знаев. Никој не кажуваше дека тие во Украина прозападно фашистички дека прават терор врз деца, врз дечиња столе, десетки хиљади дечиња се убиени од 2014 до таму, како иди таму некаде 2021, 22. Сега, од тука, Русија 2 пати била нападната од тие западни фашисти. Наполеон еднаш и Хитлер вторпат. И 24 и 25,6 милиони руси загинаа да се одбранат од фашистичките западњаци од Германија. Добро, дали сте провериле колку од нив украинци? Дека украинците се исто така меѓу нациите кои што дале најголем број жртви? Имало и украинци, точно е. Имало, а вие го само гледате другиот дел со Бандера. Им влезе в джигери Русија, Советскиот сојуз, са тие германци фашисти, во Берлин влезе. Што направија? Се договори, западни, американци и Русија да се подели Германија, пошто направила 2 светски војни и народ милиони убита Германија. Ја поделија. Дојде време, Русија, Советскиот сојуз се повлече од источна Германија, дозволи фашистичка Германија да се обедини и со договор со Западот да не се шири НАТО во источен блок славјански држави и народи. Дали си достои, ти кажи ми, Руака, како проамериканец, дали си достои на зборот Америка, Англија да не се шират со нуклеарни бази и ракети насочени кон... Добро, тале, ки испадне Украина е виновна зошто русите ги нападнале со оружје. Не Украина. Јас се сакам Украина, човек. Јас горам од желба да биде денеска уште мир и да појдам и во Украина по манастир. Добро, нас ако не нападне Бугарија, ќе речат, они се не признаваат дека се бугари, дека биле дел од Бугарија, биле дел од бугарската нација и ние сега историски сакаме неправдата да ја исправиме. Така рече и Путин кога да дебатираме јас и ти, нема да ме говореше пред интервенцијата. Кажи, повели. Ајде да кажи нешто за новата година, ајде нешто убаво кажи. За новата година за пагански празник, календарот се сменил 31 новата. Кажи ми за Божик нешто, не за нова година. Добро, за Божик, еве конкретно прашање, дали треба, останавме уште ние, русите и србите, не знам за романците, не сум сигурен, по овој календар на 7 го празнуваме Божик, сите други на 25 декември. А дали знаеш дека и во Грција, и во Бугарија, и во Полска, што има православна црква, дека таму народот дел е да си се вратат во вистинскиот православен календар на кој се случуваат чуда. Еве ќе ти кажам еден пример. Понеделник е големиот Свети Спиридон, чие свето тело чудотворно е на островот Крв. Дали си бил таму? На Крв не сум бил, да. Да појдиш. Телото на Свети Спиридон кој живеел таму пред колку векови беше, се уште има температура 36,5 како беше, како да е жив. И чудотвори, многу иселени, јас сум бил 2 пати. Добро, значи според тебе не треба ние да менуваме датум, они треба да се вратат, така? Дозволи 2 реченици. Сега, значи, таму на острово Крв, Свети Спиридон го празнуваат на 12 декември. На 25 декември тие го празнувале друг празник. Божик, така Божик. Да. Сега, кога служеле богослужба, кандилата сами од себе почнале да се ниша и тогаш владиката кој служел по нов календар, Божи го славеле на 25 еве се понеделник за 2 дена и рекол брзо пејте го тропорот на Свети Спиридон по стар календар. Друга работа, дали знаеш дали по католички е правилно одење славење Великден во Ерусалим? Кога се јавува благодатниот оган? На православен Великден се јавува и никогаш благодатен оган не е јавен на славење на Великден во Ерусалим по католички календар. Значи зборуваш што ми е. Добро, тале, те разбирам, ајде оставиме на Божик
веројатно ќе имаме емисија на нова година, ќе позборуваме повеќе на оваа тема. Благодарен за јавањето, добар ден за другиот слушател. Ало. Ало? Повелете. 032-397-707-397-727. Локал 104. Поздрав од Битола, реков. Столе доста вешто е направила работа. Веројатно да се покрие тие 350.000 евра за реклама на колку нас добро ќе ни биде во ЕУ. Значи, се осеќаме во ситуација како да сме пред икона. Збораш, ама не може од таа страна никој да ти врати. Се ти збораш сам јо. Друг печаток ќе беше, ако беше гостин тука, министерот, ќе врве малце плина кој работите, иако тој кажа некој работи што се многу интересни. Ја, например, спомна дека уште воопсе постои консензус -7, на кој што, например, ја истерана Југославија. Не сеќаваш, така? Дека така кажем. Значи, можело, кој ќе сака тие, можело да најдат, да го изват унгарскиот премиер да испие кафе, може ли да ни поможат и нас? Или таму опсе организација каде што се почитуваат границите на државите. А како беше пример на Србија со Косово? Или нашата желба вели, ако не се јавеше некој друг домаќин, ќе се бевме ние домаќин. Види каква желба, уште еднаш ние, а какви моќни земјисти откажуват домаќинството. Значи, полека си се кажуват некои работи, или, например, ова фирмата што ја спомнува сега од Зајат. Тој сами ја кажува дека е се чисто. Ама вели пусти страв дека заради изборите може нешто да ми биде префрлено. То не е манипулација. Не е то нешто незаконско. Фирма што ги исполнува сите услови, ти немаш храброст да ја клариш само заради тоа да не ти префрлеле некој. И зошто е то така? И ај сега, пошто нема резон ова што го збораме, Добре, само да те прашам, од Битола се јаваш. Да. Мицевски почина Сијан, поранешен градоначелник на Битола и почесен српски конзул. Беше болен или ненадено? Болен. Сега да ни спомнуваме некој зошто како, не е ни фер, меѓутоа Битола на свој начин ќе го испочествува она се што има Сијан Мицовски направено за градот, иако е во многу работи, можда не е фер, ама во многу работи се и контраверзни, например, колку што направил за Ракомето, толку и одзел за Ракомето, колку што направил за Битол, иако може многу повеќе да направи. Она, например, последен пример е со 800.000 евра што му се земени преку Болки 13. И знаеш, она че Силја Мицевски да онатера... Да. И јас му се јавав, Бог да го прости, тоа зборувавме, го поврзуваа, нели, со... Поврзано директно. Силја Мицевски ти да уплати 800.000 евра... И ги уплати парите, дали ги врати, а после не верувам. Мислам дека ги немаше тие пари. Чист рекет сега немој, тоа беше преку Болки, преку се направено. Болки треба да скапи затвор... Мицевски го споменува и за рек Битола, за тендери, така натаму. Го имаше и у прислушкувањето. Колку што е бело, толку и црно. Од друга страна па единствен градоначелник, што незаслужено sada само го заклучи во притвор заедно со неговата сопруга. Значи, се чудевме после како може така да тој биде еден од главните кривци за аферата ТАТ. Ама се бараше крупна зверка, политичар капиталец во тоа време падна Силјан Мицевски жртва. Јас ќе ти кажам, ослегвам од озгора сега од Неолица знат Битолчани и пред очи ми излезе тој баш стационаро, са ќе ми дајши мене малце минути, пошто со тале многу одолживте, воениот стационар што се наоѓа на самиот ќош од касарната однос проти спортската сала. И се сеќам дека таа рушевина тогаш напуштена од војската не пушти тогашниот директор од Битолска нискоградба, додиме да ја пратиме лицитацијата, нормално не да учествуваме, него да видиме тој што ќе земи да му понудиме ние работа, да ископаме канализација, инфраструктура и се околу таму. И дојдоа ни двајца дечки, едниот беше од Систилија, другиот беше од Филип Тори од Скопје. И чекаме, добро, дореше ние по настраната, не сме дел од тоа, чекаме Силјан Мицевски. И знаете го, по пола сат дојде Силјан Мицевски, лесна да му е земјата. Прогорија и река лицитацијата заврши. Што е работата? Работата ето што рече Силјан Мицевски понуди една сума што ние само се испуливме меѓу себе и се откажавме.
И сега тоа ни осистира, дечкото му вели Насилја Мислицки, вака вели пред нас. Абе, господине градоначалниче, тоа време градоначалник беше, абе, ние тука сакаме да правиме центар за стентирање на битолчени, за да не се ѓавите да идите до Битола, ќе го адаптираме, ќе прошириме и од голема корист ќе биде на Битола. И сега Мислицки му одговара, па кој рече дека нема да градите? Ево, купете го од мене, вели, утре, и градите тука болница. Значи имаше некоја нескромност во него, значи колку работи што направи, толку работи од нескромност ги купваше, ги држеше, не ги активира, иако многу работи можеше да направи. И сад е овој е класичен пример дека како шидиме на овој свет, така и бегаме. Значи мислам дека нема институција, нема нешто што може да го изброи имото него, кај ќе го носат, што ќе го носат, што ќе го носат. убава вест една само. Ајде. Вселенската патриаршија го објави посланието на Вартоломеј. На македонски. Го читав. Тоа е супер. Добро, Значи, не треба да се плашиме, ке изгубиме идентитет, леле, сите паника, бугарите. А еве, веднаш, ке ти ја препрочитам веста за Радев бил на Косово. Така, 15.000. Кои се тие? Гораните, кои? Бугарија е меѓу главните двигатели за забрзана европска интеграција на Западен Балкан, нагласува Румен Радев, кој претходно се фалеше дека била негова идејата да поставува услови на патот на Македонија кон Европската унија. Ова е наш коментар. Па и Бугарија. Румен Радев во Приштина рече дека Бугарија ги поддржува напорите за реформирање на Косово на патот кон НЕУ. И еве што вели вака сега. Бугарската заедница, според бугарските медиуми, била во фокусот на разговорите. Бугарската страна тврди дека скоро 15.000 луѓе имаат бугарска самосвест, а во јунари годинава била поднесена петиција до парламентот на Косово со барање тие да бидат признати како независна заедница. Да, ти што мислиш вака? Дека Косово нема да му се согласи? Многу му е гајле. Дали ќе биле македонци или ќе биле бугари? Зошто да се расипва со Бугарија? То ти исто како нас да не праша. Ама што има нас да не прашува сега? Ако има луѓе, значи ние сега зборуваме таа бројка од кај извадија. Ама ако има луѓе што сакат да бидат таму бугари, се чувствуваат како бугари, што има косовската председателка да не прашува нас дали ќе ги призна или нема да ги призна? Ти не можеш да ти докажам. Да. То ти исто како нас, да ни постават некој сјустов за било каде, да ни речат тако, дали ќе речете дека тие роми или било кои или албанците да прогласите за бугари. Многу ни е гајле нас, ги прогласи. Или си тераме понатам. Многу ме гајле ни за македонците, за гораните ни. Прежалено му е, не ги боли, а да треба од македонци, од албанци да се изјаснат како бугари или да се негира нивниот идентитет, јазик, култура, историја, тогаш ќе биде малце поинаку, така што не? Значи, бугарите не се лутат дека Вартомеле напишал на македонски. Од кога датира тој македонски јазик? Тоа е спорното. Треба да кажеме дека е тоа од 44-ти завршва проблемот. Исто како во Македонија, во Грција. Тие треба да кажеме дека тие тамошни македонци се антички македонци. И готово, до Меджитмија се антички македонци, од таму навам се македонци се. Добро, благодарам за јавањето. Уште не слушател. Добар ден, повелете. Аз се исклучил. Нека сега и повторно 032-3977-07397-727. Лока 104, ало? Не дозволувај да те манипулира, ти си интелигентен човек, го прашуваш за Мерко, а тој ти вели Америка, стратешки партнер, НАТО, демократија. Кај се кривичните пријави? Ирена Василева, пожелавам весели празници на всички македонци. Дао политиците ми да имаат сили и смелост да завршат успешно всички реформи и Македонија да започне преговори за Европската унија. Благодарам на слушателката од Бугарија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Благодарам, убав ден, поздрав до вас, до вашите слушатели и гледачи. Јас ве гледам на мобилен, така и значи имате и гледачи. Браво. Нови технологии, дигитализација. За нови технологии, така. Кој верувал, кој се надал дека без жица ќе го гледаш некој од овде во Австралија ќе правиш муабет, да речеме, да се гледаш. Да. И така, господин Столе, јас во начало сум против ЕУ, па уште повеќе против НАТО. Зошто? Смисол нема постоењето и на едната и на другата. Европската унија, ја милион пати сум рекол, без Русија
без Белорусија, без Украина, без Турција и други држави не може да биде таа Европска унија. Европска унија треба да биде унија на сите европски држави. Може би идејата да се створи таква унија била убава, меѓутоа денес од таа замисла на таа Европска унија гледаме сосема спротивни работи. Работи кои што Република Македонија, а и други држави се ги чувствуваат многу убаво, во наводници, односно многу лошо. Креаторите на таа Европска унија, ќе се обидам да бидам краток, иако е малце пошироко во образложувањето, креаторите на таа Европска унија, сегашните, јас сум длабоко убеден дека ни е растурија Унијата Југословенска. И од таа растурена СФРЈ се уништи се живо што е темел на постојањето на една држава во смисол на индустрија, земјоделие и така натака. И се претвори не само Југославија, тука и Романија, тука и Бугарија, и Албанија, сигурно и Грција, држави кои што служат како пазар за пласирање на нивните производи и држави кои што служат како извор на суровини и ефтина работна сила. Ете само да речеме за го земе кој овој во Југоноци, како се викаше таа што беше? Југохром. Зема таму, како се... Добро. За Југоноци збројате? Ги купија као демек странски инвеститори од истата бранша. А зошто? За да вршат контрола на пазарот и да имат тие доминантна позиција на светскиот пазар. Ако има потреба од повеќе производи или суровини, ќе го активират или Руен, или овој во Југоновце. Да, а ако треба да го намалат производството за пораста цените, ги затварат капацитетите. Ве разбирам што сакате да кажете. Од таа Европска унија сите држави не видоа никакво фајде и нема да видат никакво фајде. Па не би рекол дека е така. Сите што влегоа во регионот во Европската унија за 5-6 години не стигна и со плати и со она што се труби на сет глас и се фрла како мамец за народот, се парите, ки не дале пари. Кој ти дава пари без пари? Никој не дава пари. Наводно, нели, грантови, мрантови. Што видовме од тие? Тоа се само, тие не се пари од буџетите. Добивме многу грантови, многу пари. Друго прашање е како ние ги употребивме, па сега се нервират и они ќе ни пуштат инспекции, како се употребени, колку се украдени, наменски или се, нели се. И тоа е па посебна тема. Туку поентата ми е пари, без пари никој не дава. Не дава то ни џабе. Заложник ти е државата, земјата. Благодарам, добар ден, уште еден слушател па да одиме со Османи понатаму. Ало, имам уште неколку пораки. 032-397-707-3977-27, локал 104. Вие подржувате со американците се што ќе ви кажат, тоа ќе правите. Кажи што направите и за Македонија. Не се закупувајте сами, па кога го одзедовте Косово на Србија, тоа не беше прекршување на начелата и на повеловите. Се дури не се постапува према пријава за заштита на човекот. Македонија никогаш не ќе биде во Европската унија. Столе во Охрид е адвокатот Јован Костовски кој кожа му дери на неговите бивши клиенти. Како може да има гласачи колку што има жители? Дали не си се запрашал Столе за тоа? Па мислам дека ви одговорив. Државјанство сите што имаат право на глас. А жители има во Македонија толку колку што има. Не сите што имаат државјанство живеат во Македонија. Како да ви го објаснам? Столе, каде ти е Данела? Еднаш дојде и повеќе не ја покани во емисија да оди во живо и да ни одговори дали е нормално што се дрзна да прави хумор со сите нас.
ќе им накитам Елка уште во јули. Море Тале ожени се 60 години фркна, што виде од семениот живот, бараш да се раѓаат повеќе деца, а ти што направи на тој план? Има уште една порака, ако ја најдам. Ја нема. Добар ден, ако имам уште еден слушател, ако не да продолжиме. Ало? Ве слушам. Се случи. После интервјуто ќе имам уште 10 минути веројатно да може да се јавувате, значи запамтете 032-3977-07397-727, локал 104. Еве го и вториот дел од интервјуто со Бујар Османи, министерот за надворешни работи. Еве, ќе го искористам речникот од драгиот колега Васко Ефтов. Одличен втор дел, беше добар, за мене интересен првиот дел. Верувам дека и за вас. Вториот дел е уште по-интересен и по-борбен. Зборуваме за далеку по-чувствителни теми, како, например, примитивниот национализам, за кој што зборуваше и амбасадорката на Соединетите Американски држави Анџела Агелер. Бујар Османи. Стадион. Емисија за вашата вистина. Новата година е на прагот, а со неа и безброј нови можности. Не губете време. Аплицирайте за кредит од 5.000 до 150.000 динари на 15505 или во една од нашите филијали. Подаруваме 6 мобилни телефони, 6 таблети и 3 лаптопи. Флекс кредит. Пари за секого. Стадион. Емисија за вашата вистина. Господин Османи, ми делувате така како кроток човек. Меѓутоа, многу често, и други се изненадуваат, користите, според мене, непотребен, агресивен вокабулар, па и триумфализам. Пример? Мрачни сили, дестабилизација. Еве сега на Кумановска телевизија, пред неколку дена, го повикавте албанскиот народ да излезе да слави големиот настан, премиер албанец во Македонија. Не мислите дека на тој начин им отварате пат на опозицијата, оние кои што го користат национализмот, јаваат на него, сметајќи легитимно дека ќе им порасне рейтингот. Кога, поинаку да го формулирам ова, кога ВМРО ДПМН, тоа е мој став, зборува за албанизација, ви прави услуга вам. На вас ви се топли душата, затоа што пред вашите гласачи, на тој начин, растете како Дуи, растете како власт која што тоа го овозможила. Кога Дуи ќе каже апартхејд, исто така е добро тоа за вас. Ме разбирате што сакам да ви прашам? Дали мислите дека на тој начин ги дразните македонците и ВМРО да Има една суштинска разлика. Тоа на што јас повикувам да се слави, не е да се слави премиер албанец, да се слави еднаквоста во државата. Не сваќаат така другите од другата страна. Да. Значи, кога го објаснувам Они го сваќаат како доминација, се до албанците. Објаснувам концептот. Го стркавате тоа нонстоп. Значи, зошто 2009 Ахмети излезе со список на 12 функции кои што се забранети за албанците. 12 функции. Ги спомна. И рече, нема еднаквост додека овие функции не бидат отворени за сите. И едно од тие беше собрание, председател на собрание. Кога стана Талат Џафери, прв пат председател на собрание, имаше државен удар за малку. Влезе толпата внатре, ги тепаа пратениците и така натаму. Кога стана Талат Џафери по втор пат председател, не беше ни вест веќе во медиумите. Стана нормално. Еве Талат Џафери веќе ќе биде македонец сега на 28-ми председател на собрание. Не е веќе тема. Председателот на собранието влезе во категоријата на рамноправност. Беше еднаш албанец, сега е македонец, тоа е веќе најнормално. Може да биде пак албанец, значи веќе не е од тие што јас ги нарекувам замоци на етнички монопол. Бидејќи влегува во нормалното. Сега премиер ќе стане Талат Џафери, кога ќе стане по втор пат премиер албанец, нема веќе да биде тема, воопшто никој нема да го дискутира, бидејќи ќе се нормализира и тоа прашање. Како што сега се нормализира министер за надворешни работи.
никогаш немало министер за надворешни работи албанец. Еве сега има. После мене може ќе биде македонец. Што ви преоста за министер за внатрешни работи и председател? Не, имаше и министер за внатрешни работи. Агим Нухију беше година дена, бидејќи траеше техничката влада. Значи, идејата е да нема резервирани позиции за една етничка заедница, Ексклузивитет да нема, да нема ексклузивитет. Од тука, ова не е победа за албанците, ова е победа за државата. Може би јас со албанско гласачко тело го комуницирам делот на албанците, но во суштина ова е победа за сите нас. ВМРО ДПМН го прави обратното. Они не велат македонците да бидат, они велат албанците да не бидат. Тоа веќе е национализам, тоа веќе е шовинизам. А да барате еднаквост е сосема легитимно и сосема во функција на прогресот на државата. Талат Џафери, рековте, не е ни вест веќе, премиер, имаше многу повеќе информации, повеќе критики, реакции, ако некој друг беше груби, многу често беше на удар, па тој после тоа каже дека нема да биде. Може би се очекуваше некој изненадување, талат не е изненадување. Некој ја припадничка на понежниот пол. Дали имаш и такви размислувања? Имаше и такви размислувања, имаше дури и на дебатата во претседателството, имаше членови кои што рекоа би било убава порака доколку првиот премиер албанец биде жена, за да дадеме и таква една порака на инклузивност и така натаму. Меѓутоа, мислам дека со Талат Џафери придонесе и фактот што се случи и размена на позиции. Аха, да. Така да и тоа беше една од факторите. Меѓутоа, мислам дека и Талат Џафери се покажа како добар претседател на собрание. Еве, не знам, вие сте разговарале со пратеници, меѓутоа пратеници на ВМРО ДПМН. На СДСМ и јавно го кажуваат. Пратеници на ВМРО неформално викаат немало подобар претседател на собрание за Талат. Еве, направете едно неформално интервју со нив, самите викаат никогаш немало ред во собрание како што имало за време на председавање на Талат Џафери. Така да мислам дека ќе биде и добар премиер и полека се рушат тие табуа. Знаете, тоа се стереотипи. Ние сме имале премиери кои не се македонци. Сме имале влах. Да, имаме и сега премиер кој што е полу. Меѓутоа тоа не е тема. Проблем е ако е албанец тема. Заради тоа стереотипизирање што се случило. Јас кажав пак во Куманово во таа прилика. Според вас треба да се вентилира тоа и после тоа никој нема да зборува. 2004 јас се вработив во градска болница во Скопје. 2004 тоа е скоро, речиси. Градска болница доминантно служи пациенти албанци, бидејќи живеат, гравитираат во тој регион. Јас не бев првиот албанец доктор. Јас бев првиот албанец вработен во таа болница 2004. Значи, од чистач до доктор имаше бошњаци, имаше турци, болничари и доктори, имаше роми. Само албанец немаше ниту еден, значи ни сестра, ни болничар, ни доктор. Малициозно ќе ви забележам, може би немало доктори, а чистачки имало, да, одма ќе ми речете. Да. Немаше ниту еден, а зборуваме за најголемиот дел од пациентите беа албанци таму. И се во градска болница. И јас бев првиот. И има одреден стереотип кон албанците кој што ние како ДУИ се обидуваме да го рушиме. Да бевме ние злонамерни кон оваа држава. Ние ќе сакавме дезинтеграција. Ако не сакате во институциите, окей, алтернатива. Ние се бориме за унитарна држава. Ние се бориме да влеземе во институциите заеднички, да работиме во едни исти канцеларии. За жал, се уште македонците и албанците живеат во паралелни света. Има многу малку мостови каде што, знаете кои се тие ретки мостови каде што заедно работат? Државните институции. Да не беше и ова правична застапеност, ние ќе немавме ни комуникација веќе никаква помеѓу народите. Тие работат сега во иста канцеларија, стануваат пријатели, стануваат домашни пријатели. Ги лекуваат стереотипите кои што ги имаат еден спроти друг. И затоа кога гледам како се демонизира улогата на ДУИ, партијата што успеат еден народ да го внесе во институциите, наместо да го Поправија дезинтегрира. наративот, порано албанизација, сега дуизација велат. Да, тоа е еуфемизам. Бидејќи е политички некоректно да кажеш албанизација, велат тоа е дуизација. Не е дуизација.
Тие доктори што се вработени сега во градска болница не се од ДУИ, тоа се доктори албанци, тие што ги имаме како кадар. Меѓутоа на ВМРО име не смеа да кажат албанците ни ги зафатија институциите, велат ДУИ за да изгледа... Рома, иритира од другата страна, некојаш и пренахално е тоа. Знаете, на вашиот одговор дека порано немало ни еден албанец, сега од другата страна, тие луѓе кои што тоа ги засега ептен, велат, а сега се освоивте, сега нема место за македонците, тие се отсторет во институции каде што влегуваат ДУИ, директор, министер, не 25, 65% остануваат вработени албанци, па дури се пријавуваат, ја не знам како го прават, тоа се кажуваат македонци за да влезат, се кажуваат срби за да влезат. Ние видовме таков тренд во кој што доколку раководител на институција е македонец, сите вработени се македонци. 0%. Вие сега го правите тоа. Таму каде што е албанец, ги фаворизира албанците. И затоа балансерот се внесе, за да секое вработување биде во рамки на демографската процентуална реалност. И сега не можете да објавите конкурс доколку балансерот не ви покаже, например, ако во МНР има 29% албанци, следниот вработен не може да ми биде албанец. Мора да биде македонец, за да се исполни квота. Може албанец кој што ќе се каже македонец. Има такви злоупотреби, се ретки, исклучоци, за кои што има механизам. Дајте им документ, тоа што се обиде министерот за правда во изводот, да стои националност. А Уставен суд го поништи. Меѓутоа, тоа отвори други проблеми и меѓутоа тоа лесно се решава. Тоа се исклучоци. Има во Швајцарија, ќе се кажеш еднаш тоа и тоа ќе ти важи 10 години. Да, меѓутоа тоа затоа тие што зборуваат против балансерот, всушност него сваќаат проблемот. Дека луѓето во принцип се субјективни. И тие раководители ќе се насочат кон своите. Ви велам. Дали етнички, дали партиски, не е битно. Дали етнички, дали партиски. Балансерот е еден механизам за да овозможи да има 70 или 65% македонци во секоја институција. Балансерот не треба мерит системот да го заборави. Тоа треба да биде доминантно. Во рамки на мерит систем. Значи, вие објавувате конкурс дека за оваа позиција треба да биде македонец. Сега Ако македонецот не ги исполнува, може друг, така? Не. Мора најдобриот од сите кандидати кои што се македонци. Ако нема, тоа место не може да се пополни со друг. За местото, ако е за албанец, мора да албанците да конкурираат и да се избира најдобриот. Сега, знам дека кога ќе им се објасни ова на европејците, викаат, чекайте, што правите вака, од кога етничка припадност. Па средновековно е малку, да. За мултиетнички држави кои што се уште се во фаза на транзиција да стигнат до еднаквост, како што велам ова да се нормализираат работите, како ова со Талат Џафер. Од државен удар вториот пат не е вест. И ние како ќе созрееме како мултиетничко општество, ќе станува тоа понебитно. Ќе почне да стане понебитно. На почетокот е важно и тоа е вашиот одговор, че вие се уште не сте за укинување на тој балансер како што бараат одредени партии. Имаше разговори со коалицијските партнери во претходниот мандат дали можеби треба да се малце олабави во смисла бидејќи сега е на ниво на секоја институција. На пример на ниво на секоја клиника мора да е 29, 65 Имаше еден предлог од СДСМ тогаш да биде на ниво на здравство, за да не биде премногу нефлексибилно и да тоа влијае на функционалноста на клиниките. Туку на ниво на здравство да биде тој однос. Има простор да се разговара за тоа прашање. Но генерално сметам дека не треба да ни биде табу. Ние сме уникатен модел на функционална мултиетничка демократија. Ние треба да се гордееме. Ние само треба да го земеме примерот на Босна и Херцеговина за да сватиме колку сме успешна функционална мултиетничка демократија. Сега не ме свагајте погрешно, но има македонци кои што сметаат дека монополот кој што го имаа претходно е подобар. Меѓутоа, тоа не може да биде одржливо решение. Во услови кога имате мултиетничка држава, морате и мултиетнички да ги представите во институциите, и во обврските, и во привилегиите да ви бидат подеднакви. Во тој контекст, рековте, многу работи веќе не се вест, што порано беа, беа многу тешко прифаќани. Дали дојде времето за заеднички листи, заеднички настап? И тоа е тема. Како се наближуваат изборите, не зборувам за, разбираат тоа, ме разбираат и слушателите и гледачите, не зборувам за ДУИ, Алијанса заедно, сите заедно албански, туку ВМРО, СДСМ, туку за
ДУИ, СДСМ, ДУИ, ВМРО, БЕСА и ВМРО и така натаму. За жал кај нас сега се наметнува еден ретрограден процес. Некој го нарекува ВМРО и СДСМ. Да. Вака што Значи- ВМРО ДПМН сега во последно време не кажува дека тоа е добра опција, затоа што веројатно се чувствува премногу силен и не сака да ја дели власт, туку сака сам да постигне предизборна што поголем. Значи, резултат. ќе излезе дека премногу го фалам Дуи, но и Дуи во ова прашање беше фронтранер. Прв пат председателски кандидат на една македонска и на една албанска партија беше Стево Пендаровски 2018 година на СДСМ и на Дуи. Да, прв пат листа БЕСА и СДСМ беа така. Меѓутоа, Една изборна единица. БЕСА беше мала партија, тоа го направија за да преживеат. Тоа не беше волја на албанскиот народ. Дуи е волја на мнозинскиот албански народ и затоа не може да се спореди одлука на Дуи како мнозински представник на албанците кој што поддржува кандидат на партија која беше мнозински представник на македонците. Така. И имаа заеднички кандидат. Замислете таква ситуација, повторно ќе кажам, во Босна и Херцеговина, во која што србите и бошњаците ќе имаат заеднички кандидат за председател. Или во Косово, србите, или во Србија, србите и албанците да имаат заеднички. Ние ја подценуваме ситуацијата која што сме ја постигнале како држава. Заради овие малите разлики кои што ги имаме, заради ова демонизирањето, заради овие партиски интереси кои што се обидуваат да ги злоупотребат меѓу етничките односи. Ние имавме кандидат за председател. Највисоката функција на државата беше извор на волјата на двата поголеми народа. Зар нема поголема кохезија и интеграција? И тоа го отвори патот. Сега е нормално да има заеднички кандидат за председател. Првиот пат нас не ни беше лесно, затоа што опозицијата ни ги извади кандидат, Блер им река, и они мислеа дека пошто сега албанците имаат само еден, Ќе капитализираат. сите ќе одат таму и они потоа како партија тоа ќе го капитализира. Се покажа дека албанците ја сватија пораката. Се покажува дека партиите не го знаат добро гласачкото тело понекогаш. Да, Многу и често. гласачите буквално ја поддржаа таа наша иницијатива да имаме заеднички кандидат. Дали тоа е формулата сега и за тоа што го велите сега е наред председател, заеднички кандидат во кој што етничката припадност на тој кандидат би била албанска? И таа опција стои, значи меѓутоа сега малку е посензитивно бидејќи за 2 недели имаме парламентарни избори. Аха. Па сега какво регрупирање ќе има во првиот круг ќе влијае многу и на вториот круг на парламентарните избори. Но за сега сите 3 опции се отворени. Заеднички листи. Дуи сам, Дуи со албански европски фронт и Дуи со државен европски фронт. Така би ги нарекол тие 3. Ви го украдоа името се побрза Европски фронт. Видете, Они направија од опозицијата. Европската ориентација не е реторичка. Не може да биде реторичка по изјави, туку по дела. И затоа реков и претходно, никогаш како до сега јавното мислење, односно политичката сцена не е поделена на два блока. Европски и антиевропски. Реторички, ако ги гледате, сите се европски. И ВМРО ДПМН вели, ние сме за Европска унија. Но ако ги прашате, а што правите вие за Европската унија, освен што кочите Европска унија, ништо друго. Не можете вие да бидете Европски фронт затоа што така сте напишале или така тоа го кажувате. Туку дали со дела го поддржувате тој пат. И затоа и овие албански опозициони партии ќе имаат шанса сега да покажат дали се Европски фронт или се антиевропски фронт. Тоа се двата наратива овој пат. Кратко да ми одговорите, ви забележува дека тоа што го зборувате со одредени дела и него докажувате. Например, ако сте за Македонија, многу често повеќе милувате да присуствувате надпревар на албанската репрезентација фудбалска, отколку на македонската. А и јас би ја прашал, во Македонија за кого навивате? За Шкупи, за Шкендија или за Вардар? Вардар и Шкупи исти бои имат.
Видете, Конкретно јас прашање, лично- Албанија и Македонија ако играат, за кого ќе навивате? Сум ги прашал и другите политичари. Ако играат Косово и Македонија, а играа веќе, за кого навивавте, да ве прашам? Затоа што и во македонската презентација има сигурно 7-8 албанци. Сега со оваа репрезентација која што е релативно инклузивна, апсолутно Па и добра е вака како без дилема дека за Македонија и да игра со Косово и да игра со Албанија. Тогаш беше еден вид на гнев кога репрезентацијата немаше ниту еден албанец. Беше чисто етничка. И тоа беше гнев на албанците да навиваат за Албанија, за Косово, да покажат дека не можете во оваа заедничка држава да имаме ексклузивитет, да имате монопол една етничка заедница. Сега, навистина, немате никаков аргумент да не бидете за нашата репрезентација. Таа е наша. Шкупи, Шкендија, за кој? Или Ја не гледам фудбал и не ги следам, но јас сум од Чаир сум и се разбира Шкупи од Чаир. Природа треба за и Тоа со боите интересно. Боите на ВМРО се црвено-црни. Може би тие бои ќе беа некој помирувачки уште на старт да им текнеше на некој. И навистина нема За знамето. историска причина за некакво македонско-албанско недоразбирање. Историски нема причина. Никогаш немало конфликт македонско-албански. Дури имало соработка. Па Александров Тодор Имало со и соработка. И сега, еве гледајте, начинот на кој што албанците се солидаризираа со сите предизвици што ги имаа македонскиот народ. По однос на јазикот, по однос на црквата, по однос на идентитетот. Единствените кои што ги прифаќаат македонците такви како што се и такви што како сакаат да бидат. Јас треба некогаш некој да ги земе записниците од моите средби како министер за надворешни работи. И да ги споредите како се брани македонски идентитет, македонски јазик, македонски народ. Дури и визави моите претходници, кои се македонци. Не може да се демонизира дуи албанците, јас, затоа што 4 години во Министерството за надворешни работи на најдобар начин го презентирам македонскиот интерес. И тоа често велам, кога зборувам за мултиетничка демократија, велам, ова јас го кажувам како човек кој што не е од мнозинската заедница, од втората поголемина заедница. Тоа има многу поголем кредибилитет, отколку да го каже некој што е македонец, да каже ние ги почитуваме правата на сите заедници. Секој тоа го кажува. Но кога јас го кажувам пред светот, кога го кажувам во Вашингтон, во Брисел, тоа има друга тежина. Кажав на друг начин. Не може да се демонизираат албанците и дуи затоа што има еден министер за финансии како Фатмир Бесими, кој што во најголемите кризи низ кои помина државата и постпандемиската и ковид кризата немаше ниту едно доцнење на плата, на пензија, ниту имаше еден штрајк. Не може да се негира придонесот на дуи кој што се обидува да ги интегрира албанците, а не да ги дезинтегрира. Ова да го зашем за ќе отварате прашањето со химната или не, тоа е го оставате на опозицијата. Видете, мислам дека не е време. Со грбот имавте еден, според мене, видете, химната добар обид, меѓутоа не успеа. За грбот ќе беше прифатливо за поголем. Зошто се откажате, не знам, меѓутоа тоа е друга тема, за химната само кратко да ми кажете. Видете, химната е исто експлозивна. Значи, на ниеден начин не ги препознава, не ги спомнува останатите. Нема да одговорите како сами која ќе испомнат албанците, тогаш јас ќе ја почитувам. Мислам дека сега е премногу осетливо тоа прашање за да се отвори таа тема. Јас очекувам таа тема да ја отварат самите македонци. Би сакал да стигнеме во ситуација албанците да не ја отвараат таа тема, туку македонците сами да кажат немаме друга алтернатива освен оваа држава да ни биде заеднички дом на сите, во кој што секој ќе се чувствува еднаков и во обврските и во привилегиите. Ајде, браќа, да изградиме заедничка држава. Би сакал барем кај химната тоа да се случи, да не биде тоа уште еднаш барање од албанците, бидејќи не сакам македонците албанците да ги гледаат како бугарите, како грците, како србите, кои што се нешто треба да
да земаат од македонскиот Ова со тестирањето со најувањето да го завршиме со Џоковиќ, Григор Димитров играат за кога ќе напијат. Едни од Србин, други од Бугарин. Или кој е подобар да ви помогне? Мислам дека тука кој е подобар, иако со овие изјави и однесување, Џоковиќ се повеќе ја губи симпатијата кај мене, иако имам некои информации дека во суштина не е националист, дека ова му е фолклор некој за домашна јавност. Меѓутоа, за таков калибар на спортист, навистина не му личат тие коментари. Он треба да биде големина. Типот на албанци се и Рита Ора и Дуа Липа, меѓутоа Па користат и они тие како се вика? Да, но тоа е знамето, тоа не е со орлите. Па тоа е знамето. Ги иритира Србите. Па не може знамето да иритира некого. Тоа е како нашето знаме да ги иритира другите. Тоа е веќе проблем. Џоковиќ ке иритира ако каже нешто против албанците, ако каже нешто што е Ба не само против албанците, символика српска. он некако еден фолклор кој што е средновековен, не личи на неговиот габарит као спортист. Иако сум се распрашал и со дипломатскиот кор кој што ги знаат приликите во Србија, кој што велат дека не е таков во суштина и дека тоа го прави повеќе као дел од јавното мислење во Србија. Да завршиме со тоа што е главно во оваа година, ќе биде и наредната година, од аспект на успешност на 2023 година за Министерството за надворешни работи на Македонија и на Министерот за надворешни работи Бујар Османи. Министерскиот самит беше извонреден. Многу успешен е мој став. Иако треба да прашам само, ќе се осудам да кажам. Меѓутоа, од аспект на евроинтеграциите, 2023 помина поразително. Според зборовите на Габриел, излегува дека Османи не ја говорил вистината кога тврдел дека рамката е последната брана од раздисувањето и дополнителните екскрузии на бугарите. Габриел вели не е така. Јас имам одговор, прашајте ја Габриел. И поразително е и тоа што го пишуваше во извештајот за Македонија на Европската Унија, на Европската комисија. Поразително е и ова што се случи, иако Украина, Молдавија, според мене, заслужуваат затоа што треба да се покаже став од страна на Европската Унија. Меѓутоа, тоа многу разочарувачки не само за нас, туку и за целиот регион. Еве и Албанија, ќе ви речат, Османи не успеа да ја одви Албанија да оди пред нас. Сепак, поради блокадите заради градоначалникот од Химера останува за глава. Османи не работи за Албанија, Османи работи за Северна Македонија. Прво не беше поразителна по однос на ЕУ 23-та, затоа што во 23-та течеше скринингот. Успешно го завршивме скринингот како една од најсуштинските фази во преговарачкиот процес. За преговорите, според. Па и за преговорите. За знаете што е скринингот за преговорите? Како е проект за изградба на куќа? Ова е проект. Значи, ова е проектот. Тука се дефинира како ќе изгледаат преговорите, само тоа што ќе се издвои тука како барање, само тие може да бидат барања во текот тие елементи ќе се употребат во градењето на куќата. Така. Значи, толку е важен скринингот. И ние тоа го завршивме многу успешно. Второ, еве по однос на Габриел, ќе бидам уште подиректен. Прашајте ја Габриел, како тоа нивното барање сега во самитот на ЕУ на 15 декември во Брисел да стојат протоколите во заклучокот на Европската Унија за Северна Македонија, некако преку ног исчезна и ги немаше во финалната верзија. Значи ги имаше до почетокот на состанокот и јас ја имам таа верзија, можам да ви ја покажам, во кој што пишува Преспански договор, договор со Бугарија, како и протоколите, и после состанокот ја нема реченицата и протоколите. Знаете зошто? Затоа што преговарачката рамка веќе е дзидот и
И мене апсолутно не ми е важно кој ќе има, дали ќе има нови барања од било која бугарска влада утре, која што може да биде и најнационалистичка и најанти нас расположена, веќе имаме изграден од зид во кој што има точно утврдени пори што може да помине, што не може да помине. И ја слушам пропагандата и колумните секој ден и сакам да им кажам, луѓе, дајте гледајте тоа видео кога излегувам на зелена табла и цртам. Изгледајте го, за да не се повторувам секој ден. Дека протоколите не се дел од овој проектот што го завршивме во Брисел со скринингот. Значи, кога правите проект, имате арматура, цигли, бетон за да изградите куќа. Тоа се тие бенчмаркови за отварање и затварање поглавја. Скалилата низ кои мора да се помине. Нема протокол во тие скалила. Има само малцински права. Затоа што ние бевме ставени во дилема. Односно, во дискурсот со Бугарија имавме два пата. Едниот беше историја и идентитет, другиот малцински права. Ние можевме да одиме во оваа патека, идентитетско и историска. И да не го форсираме ова со малцинските права. Ние решивме дека ова е ризична траса, историско-идентитетската. Затоа што историјата е субјективна работа. Ние сме во асиметрична позиција. Бугарите се внатре во ЕУ, ние сме надвор. Нема да излеземе добро ако основниот дискурс со Бугарија не е историјата и идентитетот. Дајте да се фокусираме на малцинските права, бидејќи тука сме ние најдобри, сме се покажале. И затоа решивме уставни измени и акцијски план за малцински права. Протоколот, историските прашања се дел од билатералните односи со Бугарија, но тие не се услови за отварање и затварање на поглавја. И не знам што повеќе како да објаснам на луѓето за да не дозволат да бидат предмет на пропагандата што се шири од страна на опозицијата само заради партиски цели. Сега видов колумна некоја, Османи не излажа, еве Габриел кажа. Еве јас кажувам, не е дипломатски воопшто, не е коректно дури што го кажувам, бидејќи Габриел навистина беше коректна министерка за надворешни работи. И новата бугарска влада не може да се спореди со претходните. Но еве кажам, прашајте ја, ако е така, да протоколите се дел од европскиот процес, како тоа не влегува во последните заклучоци, иако беа таму до почетокот на состанокот. Тоа треба да им биде јасно на сите. Не Бугарија, било која држава може да не блокира по било кој друг основ. Така е. Не зборувам за каприц, може и не, каприц може да биде. да злоупотреби. Може да злоупотреби. Едноставно ќе крене рага, ќе каже Вардар е нечист, не Македонија не е спремна и ќе не блокира. Идејата е дали имаат право да не блокираат за тоа, дали е точка во агендата на ЕУ. Историјата нема да биде точка во ниту едно поглавје како агенда. За Србија, например, има цело поглавје за Косово. Цело поглавје. Тоа е билатерално прашање. Бидејќи целиот пакет прашања за Косово е ставено во поглавје 35. Такво беше првичното бугарско барање. И второ, знаете ли каква беше резолуцијата на бугарскиот парламент, декларацијата и рамковната позиција? Беше американско-европски притисок до Бугарија за да паднеме на уставни измени. И уставните измени се наша иницијатива која што нашите пријатели ја издејствуваа во Софија. И они сега се чувствуваат и разочарани и изневерени затоа што успеа да ја рушат оваа бугарска рамковна позиција и да најдеме решение кое што нас не одговара, тоа се уставни измени, за да во нашиот устав јасно, формално се направи дистинкција меѓу бугарски малцински народ и македонски мнозински народ и ние го саботираме тоа за што потрошија енергија и Вашингтон и Брисел за да во Софија падне рамковната позиција. Дававте изјави Ахмет и вие дека има шанси, дека ќе се направи тоа мнозинство и од СДСМ, тоа не се случи. Имаме многу една чудна ситуација. Сега излегува дека ако не победи, ако не формира влада ВМРО, ДПМН никогаш нема да гласа за уставните измени. Па и обратно. И да победи, може на СДСМ ќе му текне да се врати на тоа хардкор партизанство кое што
се базираше на антибугарство во голем дел заради историјата, заради Втората светска војна, фашизмот, антифашизмот и така натаму, па и на нив лично на тие пратеници да им текне во опозиција, не гласаме за тоа. Видите, СДСМ Многу е комплицирана СДСМ работата. може да влезе во партизанство, ВМРО, во некакво Може ќе се врати во до тогаш. некакво друго. Македонскиот народ пати затоа што масовно емигрира како што емигрираат и албанците. Ги видовте проценките за 1.300.000 за неколку години ќе останеме. Најмногу тука ќе бидам директен, бев и во една емисија, бидејќи ова е време кога треба отворено да се збори со луѓето. Македонците најмногу се загрозени од емиграцијата, бидејќи се помал народ бројчано. Гледајте ги, јавете им се на нашите амбасади и прашајте колку им се јавуваат луѓе од Источна Македонија кои што земаат бугарски пасош и заминуваат секој ден за Лондон. Тоа се илјадници. Ке се испразни државата преку бугарски пасоши додека ВМРО игра патриотизам. Патриотизам е да се продолжи патот за да нашиот пасош стане европски, за да не мора луѓето да земаат бугарски пасош и да останат тука младите. Тоа е патриотизам. А не е патриотизам да стане било кој од нив министер или премиер користејќи го стравот на граѓаните. Затоа велам, ние ќе мора да ги направиме уставните измени, затоа што без ЕУ ние немаме овде кислород. Ќе се гушиме внатре и меѓуетнички и реформски и со корупција, значи буквално ќе имплодираме внатре во смисла на вредности. Без ЕУ, без тој вентил на кислород што го дава Европската Унија. И затоа реков во една емисија, јас потпишувам дека нема да се формира, да има влада доколку нема предвидливост дека едно 3 месеци најмалку после Изборите. Формирање на влада ќе има уставни измени. Едноставно нема да можеме. Еве гледате што се случува со корупцијата. Ке не изеде. Бидејќи Европска Унија значи отварање на менување на уставот значи отварање на поглавје 23 и 24. Поглавје 23 и 24 значи палење на рефлектори, ништо веќе темно нема во државата. И прашинка нема. Ке се види све и пари за поддршка на реформите. Добро, а со ова да завршуваме да прашање околу корупцијата. Уште една интересна реченица. Станува збор можеби толку доминира она, заради тоа што многу се зборува за неа, не дека нема корупција. Ама перцепцијата можеби ќе се смени кога народот ќе види дека некој од дуи завршил со лисци на рацете. Тоа не се случило до сега. Па, видете, тука нашиот повик, ние сме единствена партија која што има официјално донесено одлука и пратено до обвинителство да отвори истрага за сите носители на јавни функции на ДУИ од 2002 кога е формирана партијата до денес. Ние сме единствена партија која што бара ветинг и на судство и на политичари преку формирање на посебна институција со меѓународна поддршка која што ќе направи ветинг на институциите. Значи, ние не можеме да играме улога на обвинителство и на судство. Институциите се тука, нека отворат истраги за сите. Ахмети вели почнете од мене. Откако го стави човекот од неговиот крај, Па не го прв стави, човек он го на ставивте вие обвинителството. од Штип го ставивте. Знаете ли за тоа? Од Штип. Да, дека обвинителите од Штип сите гласале за Исламабази во Што Косово. е причината? Многу е способен или се пазарате нешто? Не. Затоа што прв пат имаме обвинител кој што е избран од фелата. Од самите обвинители. Од тие обвинители помал број се албанци. Македонци се поголемиот дел. Македонците во мнозинство го изгласале него за обвинител. Дали гласале против кандидатот или гласале за сегашниот, не можам да кажам, еве вие истражувајте. Но слушнав информација дека еве во Штип Не, бројките се јасни тука, не е. најголемиот дел е како Ахмети влијал во Штип, кажем. И сега уште само да каже да најголем дел од тие обвинители се избрани во времето на ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДПМН набрано гласаше за кандидатот што е близок до ДУИ, за да тоа биде
товар на рейтингот на СДСМ и да полека се договараат со ДУИ за наредното повторно коалицирање. Јас знам дека ние не сме имали и не сме можеле да имаме удел, бидејќи ви кажав дека поголемиот дел од обвинителите кои што гласале не се ниво нашето физичко подрачје на делување и на политичка активност. Завршуваме со ова. Ако се направи квиз сега, кој е наредниот лидер на ДУИ? Ќе бидат ставени Груби, Бектеши, Османи. Јас мислам дека ќе бидете второ место по гласови. Груби може и највеќе хилјади. Нема таква дилема во ДУИ затоа што Ахмети е неприкоснат. Додека го служи здравието, Ахмети ќе биде уште долго начело на партијата и тоа е најголемиот асет што го има и ДУИ и државата е Ахмети. Тоа е политичка школа, академија, он од кој што сите ние сме учиме на што значи всушност политиката, дека политиката е мисија, дека политиката е служење на граѓаните и мислам дека нема никаква дилема за некаква си криза на лидерство во ДУИ се додека Ахмети е здравиш. Благодарам и со среќа новата година за една недела ќе пристигне. Среќни празници на сите. Благодарам. Бујар Османи, министер за надворешни работи, наш гостин во денешното издание на емисијата Стадион. До слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17 часот и 30 минути. ТВ Здравкин во сабота од 20:30. ТВ КТВ во недела од 16. ТВМ во понеделник од 13 часот. ТВ Плюс во недела од 11. ТВ Протел во понеделник во 15 часот. Канал 8 во недела од 11:40. И ТВ Глоби во сабота од 19 часот и 30 минути. Гледајте Стадион.